Од 1 септември официјално започна кампањата за бесплатно микрочипирање на домашните миленици во Македонија. Докторката по ветеринарна медицина, Јасминка ван дер Флиер, рече дека првиот ден имало многу заинтересирани граѓани, кои ги донеле своите миленици да ги чипираат, но и граѓани кои телефонски се информирале. Таа објаснува дека чипот и аплицирањето на чипот се бесплатни во рамки на кампањата на Агенцијата за храна и ветеринарство за бесплатно чипирање домашни миленици, но се плаќа вакцина против беснило 600 денари, која е задолжителна при чипирањето, и се плаќа пасошот 120 денари, кој се издава за миленикот. Микрочипот содржи бројче и преку него практично се обезбедуваат основните податоци на миленикот, што овозможува негово следење. Ако случајно се изгуби, неговиот собственик може веднаш да се лоцира, да се пронајде и да му се врати. Исто така ветеринарната струка на овој начин ќе знае колку животни има и кој е собственикот. Значи чипирањето исто како ние граѓаните што имаме матичен број. Значи основно е да се спроведе према закон за идентификација и регистрација на миленици. До сега се спроведе во Македонија, првен беше за крупна стока, значи ушните маркички што ги гледаме, кај крупна стока, кај миленици имат друг по-софистициран значи облик, тоа е чипот. Тоа е мала чип електрода со уградува подкожно и основна цел е значи да се прво, значи како држава да имаме точна информација за број на миленици и точно да се знае на кој миленик кој е собственик и со тоа собственикот да си преземе одговорност кога ќе земе значи миленик да се грижи за него, не само да се земе за тренутно моментално задоволство и после да нема. Значи секој еден што зима миленик со тоа е должен, значи има одговорност да се грижи до крај на живот за него. Ако има некој умеѓу време други проблеми, сепак има и други начини да се реши за да се вдоми или да се значи секојаш има пренамена на собственост. Микрочипирањето е безболно, а микрочипот се аплицира во пределот меѓу плешките. Микрочипот е мал електронски уред како зрно ориз. Содржи информации за собственикот на миленикот, расата на кучето, полот, за тоа дали е вакцинирано и кога е третирано со средство против паразити. Овие податоци во вид на низа од бројки се внесуваат во електронски систем од каде се веднаш достапни. Во пакувањето со микрочипот има и налепница со соодветно бројче, која се става во пасошот на миленикот. За бесплатно микрочипирање се склучени договори со речиси сите ветеринарни друштва во Македонија, вкупно 135, за да можат собствениците на милениците сами да одберат каде ќе го однесат своето маче или куче. Кампањата ќе трае до 31 март идната година, додека не се потрошат набавените 100.000 микрочипови, а ќе се спроведува по принципот прв дојден прв услужен. Кампањата за бесплатно микрочипирање на милениците е дел од 3-годишната стратегија што ја донесе Агенцијата за храна и ветеринарство, за да се обезбеди здравствена заштита на животните, но и да се поттикне одговорно сопствеништво, како и да се намали бројот на кучиња скитници по улиците.